како Лейкерс требало намерно да го изгубат првиот плей-ин Да ги во избегнеме елиминацијата, Денвер, да немек ги да ги избегнеме избегнеме, Денвер, да. да играме со Оклахома. Жими Майк. Викам, кои се овие маријачи што го Жими зборат Майк. ова? Почнуваме, се знае, со легендарното Менче Атанасова точи. Одлично. Ако од помладите гледачи некој не ја знае, Да, нека легендарна спикерка, новинарка новинарка од Вајда. И еве се користи во овој сетап Ајден вака телевизија. се користи и во мезе сетинзи. Го преживеавме, а е живели. март го преживеавме, well into Регуларната април, сезона. регуларната сезона И еве заврши сме, веќе сме. и наздравуваме за љубов и за среќа и за Да. плейофот На- што следи. На плейнот сме веќе, предстојниот плейн. Како ќе правиме, ќе ги не ги коментираме пример првиот и вториот кого чекаат. Па може да почнеме од плейните на пример. Може да почнеме од плейните. Ајде, ти Ја давам. вака ќе знаеме со кој ќе кажам дека сме повозбудени од Никола Јокич што почна плейофот. Го видовте таму. Вика па да со кирката, вика го отворивме басенот, вика се денојве. Се радувам дека ќе имаме неколку дена, вика со кирката на базен да поминеме. Колку е лутеј. Први со кој да почнеме плей-ин. Почни директно со Лейкерс, ајде, пошто ја имам нешто што да кажам на оваа тема. Пеликанс Лейкерс втора поред во 3 дена ќе му дојде. После 2 дена се среќаваат опет. Да. Ги јакнаа од земја во последниот ден од сезоната. Исто како? Исто како и во плейнот во полуфинале што ги јакнаа, 40 разлика таму, овдека не заврши последна 40 разлика, ама водеа 30 Лейкерс, wire to wire, од почеток до крај тепа. И изгледаат као што викаш ти да ги имаат сватено Пеликанс, поготово Зајон, баш одбраната на Зајон што му играат Леброн и Лейкерс, изгледаат као да го имаат сватено и буквално Зајон нема што да прави против тој сетап и сега веројатно ќе треба Инграм тука, али Инграм се врати после 12 утакмици отсуство, првата утакмица и беше и на рестрикција некоја, малци играше. Да. Али Зајон, пошто му фали шутчето, Леброн му се повлекува многу, го чува на 3 метри, го остава да шутира, го моли, што викаат америте, he begs him to shoot. Да. И се осоколи да фрли една тројка на прошлиот меч, лошо заврши, шутираше 30% од поле, Лейкерс му играат одбрана, значи го оставаат и во секој момент се двајца во секој момент спремни од help дефендерите, од помошниците, да ускочат тука ако треба во случај да тргне да се залета кон кошот, затоа што знаеме дека не може никој да го сопре ниту по Леброн, али у секој момент Девис, Ривс, било кој да се отстрана, се собираат тројца во рекет и тука не можеш више кога ти прават зид, мора да извади. И затоа викам Зајон можда нема да биде фактор, ама за тоа треба другиве да имаат и тоа како добра шутерска ноќ, пример. Трей Марфи, Сиџе Меколум, Инграм, за да може да се носат. Секако сум за Лейкерс, така да, ама две поред против иста екипа на домашен терен. Па добро брат, тешко малце. Две поред, да, е тешко и многу ретко се Тоа дешава и во фудбал тие. пример го зборат, брат ми кажа вика фудбал, вика тоа, викам не се дешава, демек две поред иста екипа да тепаш, вика многу тешко. Аха. Добро. Да, и овие back to back што ги играат во регуларна сезона, многу ретко, било колку да е едната јака, другата слаба екипа, ретко се дешава. Меѓутоа, ти И што сега ги кажа? видовме со Феникс и Пеликанс кој игра. Пеликанс со Феникс. Едната Па и ја Феникс добија Клиперс. Клиперс и идат ги Феникс Клиперс. рокнаа од Да. земја кај нив, Да. у Феникс и доаѓаат у Лос После Анџелес два и дена. Да. тепаат Феникс. Али добро, на тема тоа што ти го кажа за Али зашто пример јас сум самоуверен за Лейкерс уште да додам дека за разлика од Клиперс пример они не играа втората, не играа некој играч. Ова е веќе најбитната утакмица од сезоната. Леброн во една утакмица кај што треба да се даде да се излези, да се даде све од себе. Јас сум сигурен дека Леброн тоа ќе го направи, а од другава страна не сум баш сигурен во нив, во Зајон и во Инграм на пример. Добро, на тема ова што викаш и јас што уствари викам, Лейкерс ги имаат сватено Пеликанс со оваа стратегија на Пеликанс и со оваа конструкција на екипата, тоа е тоа. Сега, колку што збори тоа за Зајон, толку збори и за конструкцијата на екипата. Например, овој плейоф нека помине како што ќе помине.
Ама, за во лето, вајдејќи ни каже овој плей-оф ран или плей-ин ран нешто плюс, јас, ако сум Пеликанс, јас сакам да го исчистам паркетот за Зајон. Зајон е мојот најдобар играч. Значи, ако Зајон делува ко да не знае што да и прави на топката против Леброн, автоматски екипата ќе изгуби. Кој Дайсон Даниелс ќе ми даде 30 уместо Зајон. Да. Разбираш? Јонас Валанчунас од таму треба да се тргне. Треба. Он е добар играч Да. и све, ама во таа екипа фитот не е тоа. Ја на Зајон, Дополнително ги што му правам на компликува Зајон? работата во рекет. Го играме петорка како што игра, како што ќе игра Феникс на моменти. Да. Ниско. Да. Или зимам стреч 4, стреч 5, или ништо, све шутери, Зајон да игра со топка и да буши. Мора Па да ти биди они така. тогаш фраер, биди Лейкерс, повлечи му се на Зајон, Да. ама он кој ќе се залета, хелп дефендерот кој ќе дојде, кик аут на 40% шутер да му ја дам. И Да. да те пегламе цела утакмица така. Сега, освен не знам, CJ Трей Марфи, CJ Трей Марфи. али добро и Херберт Джонс е окей. Херберт Джонс е брат кечен шут, ако е онаа спот-ап шутер, ако е перфектна ситуацијата, да нема никој до него, тоа е low volume шутер. Да, лово. Играчи што може да ја тапнат на земја и да се кренат на тројка, добри, Инграм не е тука. Добри се CJ Маколум Да, Инграм не е И Трей 3 Марфи. не е 3 point шутер Инграм. и Трей Марф. Ти ако го земеш Зајон, нека му се повлече Леброн. Зајон што може да направи? Истото што го прави Дреймон Грин. Зашто до Дреймон Грин има човек? Затоа што ако му се тргнат на него, он влага у дрибл хендов, уручување со Кари. Фактички тоа е и блокче. Кари искача, ако нема човек до Грин, нема кој да го преземе Да, шутерот. ќе го искористи просторот. И чиста Ќе го тројка. искористи просторот со тоа што Ама за тоа треба да имаш такви играчи. Затоа викам, од тапкање, од тој дрибл хендов може само Меколом да ја шутне и Трей Марфи. Трей Марфи да погодат константно. Оваа конструкција на екипата, ја ако сум Пеликанс му викам на Зајон и на Пеликанс го играме тоа цела утакмица, па сега што биде. Пошто еве, иначе другачие гледаме Да. што се дешава. И Инграм треба таква улога да игра као Клей Томпсон што Он игра може у плюс уште еден Golden дриблинг, State. нека си дојде на мидрейндж. Да. Ме разбираш? Да. Ама тоа е работата со него. Кога Инграм ќе влезе у хендов со Зајон, се иде испод блок. И видовме дека они двајца малце минути играат заедно на терен. Играат малце минути заедно, да, проверувавме пред некој ден како беше, ама секако минутите што се заедно треба да се утилизираат најдобро што може. И дефинитивно не треба со нив на терен плюс они двајца и уште еден висок нема што не. да се И верувам дека Бара. ќе биде тоа случај, ќе има јаки минути за Лери Ненс пример, ама Да, Лери он е Ненс стреч, со петка. Ентони Девис како ќе се носи? Ненс не е стречар брат некој врхунски. Него едноставно боле би погодил и по-мобилен е од Валанчунас. Валанчунас, далеку помобилен. Ама затоа во оф сезон јас гледам како Валанчунас да го спакувам, да земам уште еден шутер. Не бе, ама добро и Зајон на овој стил на игра на NBA на денешнава апсолутно може да игра петка као цела сезона. Така Нема потреба да има уште еден. За сметка на Тежак одбраната играч. и таа интериор одбрана што ќе биде внатре, доле у рекет, за сметка на тоа јас сакам нападот да се надпуцувам со било кој. Ќе Да. се начутирам. Нека ми игра Зајон пониска петка, он е јак, снаđен, ако е понизок. Може да чува било кој центар, може да го чува лига. Барам играч на лето. Ако бараме стреч висок, како Наз Рид, како Кат е нели друг ешалон, ама ете, пример да дам, немам сега у глава од одма да ви фрлам некои играчи, ако ти текне некој кажи. Значи или таа фора ја играме со Аби стреч Кели висок, Олиник може да им заврши Кели работа. онака. Олиник, буџет верзија, или таа верзија, Ако се набуџе. или идеме се или ништо со шутерите. Да. 4 шутери околу него и Па игра. ова рукито може наредна сезона поише да им дава Хокинс. Се надеваме. Оваа сезона не верувам дека ќе добие минутажа сега. Сега не сум сигурен. Да. Ќе остане на клупа, ама да се надеваме дека наредна сезона ќе им Ама почне на да им лето дава. барам четворица шутери. Да ти спомнаме еден играч, пошто не заслужува сам по себе цела тема, ама го видов ова. Енферни Стајмос, нели? Игра Аха. се калеше лани позади Лилард,
покажа добри моменти, Лилард сега си отиде, на него е екипата, он е главен играч, така, која сезона? Трета или четврта таму, која му Па е? така му е трета четврта. Па не му е така, шеста му е, брат. Шеста сезона игра Инферни Сајмонс у Портланд, моментално у екипа која што не иде никаде и Уште нема го да иде. сматраме за млад играч. Ама он не е млад. Рано доаѓа у лигата. Добро, он На да, 19, 25, нешто 25 така, може да 24 има. има сега. Ама пред Млад. вчера или завчера изјавува, вика, ова е моја шеста сезона у лигата, ја не знам уште колку време, знаеш, треба веќе. Даваше како некои хинтови дека Аха. дали за трейд, дали за едно Аха, друго, аха. уште 2 години е Нека договор да ги со... троши годините. Уште наредна и понаредна е со Портланд. Ја гледам, викам, човеков шеста година. Прва работа, гледаш дека он екипа нема да води нигде далеку. Да, лани се појави Апсолутно. као нека опција за скоринг. Го гледа вака, оваа сезона, малци утакмици игра ради повреди и тие ствари, 21 поен у екипа кај што он може сите шутеви да ги земе. Да. Тоа ти е у екипа за титула, што киде, он е трети играч. Он не е ништо погоре. Да, да. Ништо по... Демијан Не Лилард знам е ни втори дали играч е у екипа трет, за да, не титула. знам ни дали е така, трет, да. Значи, Он може шести играч да биде у екипа за титула, да дава 2-13 поена. ета, можда. Ако сум Пеликанс, дај да видиме, да направиме дил за него, ако не, знае да е стаи на терен, знае да фрли тројка, high volume тројкаш, ќе биде добар. Бекап за CJ. Или бекап за CJ. CJ брат веќе стар. Добро, да. Со тек на време треба малце минутите да се израмнуваат со резервата. Со Алварадо на резерва тоа не. Мекалум треба да биде резерва, треба да има боле плей за таа екипа да речеме дека е јака. Добро, Мекалуме се уште е стартер. У било која екипа според нас. Ама како што, еве, оваа сезона ја шкртаме, ништо не прават. Наредна сезона е една година постар, 33, 4, колку таму. Ајде да не збориме пред рука. Ајде, еве, да не збориме пред рука, ама како што Да стојат се работите надорзам. и мојот пик е Лейкерс. Тоа е тоа. Поштено. За играчи што ете во некоја бош екипа можат по 20 да даваат, сега најфреш пример ни е Бојан Богдановиќ. Во Детройт беше прв играч, даваше по 20-22, еве го Њујорк од кога дојде го нема никаде. Он слаб, можам да кажам дека во последните таму некои 5-6 утакмици гледам дека почнува да се као да покажува нешто, а Алек Буркс го нема нигде. Втори играч беше у таа екипа на Денвер, го нема на Детройт. Го нема никаде у Њујорк. Сега во Њујорк пример Бојан Богдановиќ би бил шести играч, евентуално седми играч Да, во оваа екипа. да. А во Детройт беше прв, така да има нивоа. Добро, ај чекај, само пред да се пребациме Рековме Лейкерс, нареден плей. Рековме Лейкерс, пред да се пребациме. Се надевам ти не си у тој клуб, некој кловнови слушам тука овој период. Како Лейкерс требало намерно да го изгубат првиот плей-ин, Не. па да паднат у вториот Да у ги избегнеме елиминацијата, Денвер, да демек, ги избегнеме Денвер, да играме кога ќе тепаме, да играме со Оклахома. Жими мајка. Викам, кои се овие маријачи што го Жими зборат, мајка. овие свирачи, викам, кои се овие? Као прво, не сакам да се Пичко. паднам со Голден Стейт у една утакмица да играм, да си го Против било кој бе, ризикувам. брат, против МЗТ Да. не ќем да се паднам у елиминација. Еден МЗТ што го победи Реал, значи како ти да си дозволиш таков луксус намерно да изгубиш првата, за да се паднеш со Сакраменто што те тепал 4-0 у сезона, или со Голден Стейт да се паднеш, што може Бостон може да ги победат Да. ако им тргне. Значи, сам да кажам, може да победат најдобрата екипа Да. у секој момент ако им тргне, и ти да рискираш да се луксузираш еднава ќе изгубиме, значи у никој случај не се да тактизираат. У плейнов се иде all out у првата утакмица и сакаш да добиеш и максимално Што идеш ти менја крај на крајот? победа. Ништо не ти менја. Апсолутно ништо Ако не си ти менја Леброн, и сега според го мене ставиш е да освоиш. боле. Да. Значи Лейкерс има аспирации за титула. Така, оваа екипа, Леброн уште колку сезони има за јаки да дае за да атакува на титула. Секако мораш да поминеш преку Денвер на западот за да би стигнал ти до титула. И кога веќе мора да се сретнеш, сакаш да играш одма на почеток брзо, зашто имаш највише енергија. Ако не е Денвер, ако изгубат ќе биде Феникс, ако не е Феникс ќе биде друг, Сакаш да имаш највише енергија. Да. Боле да ги играм у прва рунда Денвер него у конференциско финале да ги играм Денвер.
И дечки, ако сакате да знаете кого да пратите, ја можам да ви кажам Лоу, пратете го, овој Бонтем се добар што е во подкастот со Виндхорст. Има добри дечки, ама ако сакате само пишете Lakers Analysis на YouTube, првите 10 видеа што ќе искочат, маријачите што викаат да се тактизира, да се губи, шкртнете ги од одма. Шкрташ од одма, тие што викаат, абе дали си ти нормален едно друго, Не нив си ги можеш. слушаш. Да. Озбилни луѓе. Леле да тактизирале да изгубате. Не, тоа е смешен муебет, детски муебет, да изгубим. Кловновски па втората муебет ќе е ја тоа. тепаме, као демек ова сигурно е, ова е наместено тука, не знам што да кажам. Ајде, дур сме тука да претрчаме и преку, не заради тоа што не давам... ова избори у Македонија па да се мести. Да. Дур сме тука да претрчаме, пошто имам исто мислење. Сакраменто, Голден Стейт, дај ми краток. Голден Стейт ги одбирам. Сакраменто играат без двајца клучни играчи од клупа Малик Монк и еве Хуертер, првиот шутер на екипата. Немаат доволно, мислам дека firepower. И лани дури овие Голден Стейт ги добија у 7 на нивни терен, кога еве ќе се сретнат вакви две екипи и го имам Кари на едната страна, една утакмица, као што знам дека Леброн ќе ми го дае тоа и Кари знам дека ќе одае максимумот. Вака на хартија така личи, нели? Голден Стейт. Топката е тркалезна што викаат на МТВ и на другите Голден контактни Стейт спортски и емисии. во ама наредната со Пеликанс повторно Голден Стейт. Интересно. Добро, таму искрено не знам, али за ова сакав само да кажам дека идентитетот на екипата на Сакраменто сега е изгубен. Затоа што они играат на... Има многу шанси на крајот на сезоната. Ама- Да останат на 7 на 8 место можеа да бидат. Ама еве, Многу прокоцка. еве сега ќе ти направам цела поента. Фората не е зашто сега овие повредениве, еј па да не беа повредени па ќе влезевме и во плейоф и во овој едно друго. Поентата е, оваа екипа брат на Сакраменто, тоа е плафонот. Апсолутно е тачно. Ја лани кога го направија тоа, Да. некако анализирам, јас исто како за Атланта што реков пред некоја година, не го гледам бе повисоко плафонот. И испадна еве дека веќе не припарија никогаш. Тогаш го достигна. Истото Да. го кажав лани и за лето и за Сакраменто, не сменија никој, не донесоа никој. И сега, не ти се повредува тебе главен играч. Тебе ти се повредија ролплеери и те уништи тоа. Да. Тоа значи дека оваа екипа вака конструирана, тоа е плафонот. Мора да се прават големи промени, да се носат појаки играчи и така дали и така дали. А сега за утакмицата со Голден Стейт, на нив голем дел од идентитетот на екипата им беше тоа што го зборам за Пеликанс дека им треба дрибл хендоф у тројка. Значи, овој Сабонис со Хуертер. Ки Да. искружи Хуертер, Да. хендоф тројка, Малик Монк исто. Да. Сега само Киган Маре го има А за Киган тоа. Мареј не е тоа што зборам да е тапне па да се крене, он е повеќе так од место. И сега што ќе играш ти против Голден Стейт? Еве, Треба ептен да се деси Далас Феникс пред 2 години, да, све што ќе све што ќе фрлат да им Фрлат све влезе, да за влезе. да направат изненадување. и еве ќе би curious сум, љубопитен сум да видам како тоа ќе изгледа, ако случајно тепат, точно ќе гледам што се десило, знаеш. Ама вака како што е Голден Стейт. 2-2 се они у регуларната сезона до сега, ама Добро. Не, знаеш, тоа ако највише се брои, мислам дека Голден Стейт искуството пред се и комплетни се, као за прв пат онака у сезонава. и Сега нагазна се последно комплетни и време. нагазна. Реално последно Јако време. ја завршија, Јако ја завршија. последните 10 јако ги заврши. Да. Се А гледа Сакраменто некој... многу падна у последните 10, например. Тоа ти викам, брат, кога ти се Од бош екипи губеа. двајца стартери повредени, И голем таа дел со од Феникс екипата. што испуштија колку таму 15-20 водства у четврта четвртина. Немаше да влезат во плейоф со таа, ама Ама можда ќе ќе беа беа осми. осми. Апсолутно ќе беа осми Што- за една утакмица Пак ќе Лейкерс им кажам, брат, избега. не и да го поминат плейнот. Прва рунда плейоф Да, губат те од сваќам, било тоа е кој. плафонот. Се слагам Таа со тебе. екипата, се таа слагам со тебе. екипата. Тоа е тоа. Добро, ајде идеме најинтересната. Правим Кармело Ентони им треба на нив у екипа за да бидат екипа за финале на Сакраменто? конференција. Па добро, интересно, јак поинт гард, јак доле и јако Да. крило им треба. Интересно, да. Убав тейк е сега нека го најдат.
правим Кармело Да, Ентони, каде е? Джейсон Тейтум или слично. Добро, најинтересната двојка, дали е најинтересна Минесота Феникс или е Клиперс Далас? Со плейнов на исток не продолжуваме или ќе идеме на плейоф, па после на исток? Како сакаш? Минесота Феникс? Дали е таа најинтересна? Не, Клиперс Далас е Клиперс поинтерес. Далас со сите Да. приказки? Да. Добро, терај со која сакаш. Секако само ти- поише ќе ја гледам, поише ќе ја пратам Далас Клиперс. Апсолутно. Многу имаме тука маркантни имиња онака. Не знам, Минесота не ги одбирам Минесота. Не, ама и причите се. Има ривалитет. Да, Лука више има 2 години е ривалство, со веќе нив. има ривалство, ја зборевме Далас Ја Клиперс зборевме, серијата да, прошлата вакво. Знаеш, ме хајпна на Далас многу, NBA аналитичариве у последно време, последниве неколку дена. Што ради се многу во ритам во последно време Се. и баш изгледа како Кајри и Лука да го имаат најдено она заедничкото што треба да го играат. Видов статистика дека Лука е број 1 во поени во прво полувреме во лигата, А а Кајри? Кајри е во второ полувреме број 1. Најс. Што е за Кајри, онака Кајри е сега 25-6 по утакмица. Лука има 34, а Кајри има повеќе поени во второ полувреме, у лигата ја води. Интересно. Многу интересна статистика, што ќе ти каже дека имаат кој да држи играта низ текот на цела утакмица. Лука почнува јако, Кајри завршува јако. Добро, ако се Клиперс комплетни, Ме што ќе ми кажеш? хајпна и не знам дали ќе го сменам мислењето да кажам Далас у 7 сега. Вака. Јас секако под наводници на оне, да речеме, фан на Лука, јас сум повеќе на Кајри искрено, ама многу Да. го поштувам тоа што го прави Лука и генерално Далас оваа сезона многу се симпатични. Многу су во пропуштија изиграње. Клиперс некако сега комплетната петорка што треба да игра, у последно време некако пропуштија бајаги Не и знам. не знам. И поред тоа, брат, мене ми се големи овие. Да, ајде да речеме дека Ќе се треба, здрави. знаеш што, Да ќе речеме треба дека се здрави. Весбрук да игра поише од Харден според мене за Клиперс да имаат успех. Ама крај крајава имаат кој да стаат, бе, брат. Да, имаат добро, имаат кој поише да стават. игра. А Лука и Кајри колку ќе треба да играат? Ќе треба многу. Не, добро, они секако нема да треба да излагаат од вакво. По 40 Знаеш, кој минути ќе ќе биде- треба да играат. Има ли кусур. бол хендлер ако не, буквално они ќе бидат да, не. по еден ќе има на терен цело време. Апсолутно. Само Ја тоа е не единствено гледам, не нешто гледам како опција да освен ако не водат 20 на минута до крај, ја не гледам не, опција правилно дека дека геймпланот како е. Геймпланот е геймпланот по е еден од да секој има време да има еден од двајца. почнуваат двајцата заедно. Мислам дека прв иде Лука, не сум сигурен Да, на клупа, веројатно. Кајри останува, па после Се на прва менјаат. четвртина се менјаат. И не можеш иначе. Да. Ама и покрај тоа, бе, брат. Во одбрана. Едниот ајде ќе биде на Тенки Харден. се Далас у одбрана, Далас е 17 у одбрана, видовме, тенки се. Еве, у последно направи време- мечап, направи ми, чекај да видам ајде како, кој се што. Лука ќе очува Харден, ваljda. Или Пол Џорџ. Не може да очува Пол Џорџ. Никако не можеш да ја направиш, мене тоа само ме плаши. Кајри ќе треба да очува Харден, а Лука ќе треба да очува Пол Џорџ. Дај да видам. PJ Вашингтон ќе очува Кавај. Теренс Менли ќе старта, кој ќе старта? Теренс Мен старта. Дончич, Кајри, Дерек Џонс Џуниор. Едниот знаеш дека е Дерек Џонс и PJ Вашингтон се на крилата. На Кавај. Кавај и Пол Џорџ под предпоставка дека се двајцата здрави. Кајри, Ништо чудно, едниот ништо на Теренс чудно, Мен, да, глеј, едниот на Лука Харден. ништо чудно на Теренс Мен да иде. Онака. За да не се оптеретува у одбрана. Абе да не се оптеретува. И тоа е играч што знае да ја стави брат на паркет, да влезе, да испенетрира. Нема да Доволно за добива да го тачес. измори. Нема да добива тачес. Толку за да го измори. А со ПГ и со Кавај ќе треба да биде нонстоп ангажиран. Друга работа што мене Тоа многу... ќе биде, најверојатно тоа ќе биде. Они старта, Теренс Мен старта и Зубац ваму, а овие други ви играат тројца, Харден, ПГ и Кавај. Да. Друга работа што мене многу ми игра улога е да имаш центар кој што знае едната рака вака да се загради, со другата да рече дај ми ја тука, на мене. Тоа е Зубац. Ако ништо не иде крај крајава во нападот, у тие 24-те, на крај да има еден, ќе треба против Лајвли брат да игра. И Гафорд. Гафорд, Мафорд. За мене Зубац е многу солиден центар што има покрети, знае како да ја стаи,
уште еден момент е тоа што Повисок, треба да се покрупен од нив повисок, двајца. покрупен, уште еден момент што треба да се запази. Ако Далас сака да тепа, Далас мислам дека треба да го збрзне темпото во half court. Значи не она у транзиција ај сега ќе трчаме, мада и добри се у тоа, во half court малце по-динамично, Лука да неа глави толку. Да. Не знам. Тешко. Би рекол тука Клипърс, иако најавам. Абе, Уште да, си рековме, стојам ја до рековме Клиперс, ама ти Уште викам си ме стојам. хајпна вакво прогнозириве и дека се овие on the rise, а Клиперс имаат некои проблеми, Јасно. ќе биде стварно паклена серија. А Минесота Феникс, би рекол Феникс, 3-0 се во меѓусебни дуели, еве и најбитната утакмица, 20 разлика ги издуваа, што и на Минесота им беше битна утакмицата. И они сакаа, влегоа на мечот, сакајќи да победат. Затоа што пред се беа се уште во трката за прво место. Добро, И не е да речеш видоа резултат у трета четвртина дека OKC победува, па ние немаме шанса, него они почнаа да губат ушу прво полувреме беше 20 утакмицата. Ја изгубија на старт. Сега ти кажав кога зборевме пред некој ден дека Руди Гобер мислам дека малце ќе игра оваа серија, дека ќе му се деси реприза Јута со Клиперс, која ќе играат Феникс ниска петорка, што многу често знаат Феникс да играат. играат често, да. Често играат. Букер Бил, Дурант и Ројс Гордон и Ален или Ројс Онил и Ален и Гордон, они тука се менјаат. Нуркич поише од 25-6 минути, плафон 30. Значи од 48, ја мислам дека плафон 30 ќе игра Нуркич. Ја И ако у сум тие минути кога Нуркич не е на терен, нема ни Гобер да биде на терен. Јас, ако сум Минесота, не се плашам многу од таа ниска петорка. Зошто? Што правам? Па имам бе мобилен Добро, бигмен. сакам да кажам, дефанзивниот играч на годината ќе седи на клупа, тоа сам да речам. Добро. Да, а иначе назрите мобилен. Го ставам назрит и ја ако сум Минесота, што правам? Моја цел е во оваа серија да имам плюс 30 points in the paint. Играјте вие ниска петорка и боле за вас да ги погодите сите шутеви. Све што ќе фрлите, све да погодите. Што патем ние пак ќе правиме мечап. Да. Имаме Има кој да шутира убав и у мечап, Минесота. имаме и за Дурант, и за Букер. Разбираш? Да. Океј, ајде ќе видиме со Бил како ќе биде, што ќе биде. Ја би Бил рекол гази у последно Букер време. можда дека има најдобар мечап со Конли. Мек Дениел скиде на или Дурант или Бил Не, Кайл Андерсон го чува Дурант. и рече го. И Едвардс ќе покрие некој. Јас, ако сум Минесота, Едвардс многу... на Бил мора да биде. Па ондак не сум Или многу на задоволен со Андерсон на Дурант, брат. Абе Андерсон добра работа врши на Дурант. Абе, добра работа. Не знам, сега ти се ослањаш све на онаа последна утакмица. Не ми е тоа толку. Цела серија ќе биде тука 6-7 Како што утакмици рековме у ќе има. видеото за сломо, у одбрана не е слоу, дечкото. Брзи раци има у одбрана. Не знам, брат. Како и да е, битно. Јас се осеќам добро дека на периметар имам луѓе. Со нискава петорка ја ќе се Добро, не носам, за џабе се први у одбрана у лигата. а во напад, Кат и Назрит се многу поголеми од било кој што ќе биде во ниската петорка на Феникс. Значи ти, Ројсон, Да, ќе да. го ставиш на Кат. Кој ќе го чува Кат? Ќе треба Дурант да го чува Кат. Назрит, кој ќе го чува? Ја ако сум пик ен ролче или застани ти на блокот, на данкер спот, било каде, побараја топката, ќе ти ја спуштам и само рвај се. Не е битно дали ќе погодиш, дали ќе промашиш, да ги умориш, да ги фаул травел да ги ставиш. Стај ги. Да, интересни мечапи. Значи, едни ви имаат outside shooting претажно, други ви имаат inside Да. presence претажно и се интересен Ако сум дуел. Минесота, само сакам да бидам plus стрплив. 30 in the paint. Нема енд фрлање степбек тројки, не степбек. Полека. Ќе го најдеме мечапот, доле да ја спуштаме. Минесота се солидни во points in the paint, тука се негде 12, ама не им бегаат многу првите. Ако во овој плейоф, јас сакам да бидам прв по поени у сезона. Сваќаш? 57 поена у paint е прв, 60 поена сакам да имам или блиску до 60 секоја утакмица. А они посем секоја утакмица нека шутираат по 40% Феникс за да не тепаат.
Ме разбираш? Ќе видиме Ентони Едвардс колку има созреано во играта овој плеј. Клучно ќе биде. Клучно ќе биде зашто знаеме дека Фрлјотки не. он сака. Еве и со американците тоа го гледавме, со Тим Америка. Премногу често се ослањаше на неизградени шутеви, на брзи шутеви. Се истакна као број 1 играч у Минесота, by far моментално е пред Кат, ама ќе треба малце да намали со тоа што викаш и поише да ги храни големиве доле, пошто таму има предноста на нив. Апсолутно. Да. И еве ти викам, ја мислам дека Ја пак би рекол Феникс Пак би рекол во Феникс. 6 утакмици. оваа серија стварно не знам што да ти кажам. Too much firepower. Стварно не знам, еве по моето зборење се гледа на кај влечам, ама за кој би идел објективно, ја мислам дека сум доста добар да сепарација да направам објективно и субјективно. Објективно стварно не знам. Најверојатно Феникс, еве мала најава за гледачите да се формираат сите двојки, ние ќе направиме како Да. predictions, као Си кладба правиме некоја секоја меѓу нас. година една кафана тука ќе договориме за Да, кој ќе изгуби да треба да части. да. И Али тоа у наредна епизода кога ќе се формираат сите двојки. да, и муабетот ми е, ја не знам тука ќе биде на тепка ќе биде, да. Можда Феникс, можда, не знам. Добро, имаме ли туку уште Наредни? некоја? Немаме двојка во друга во На запад не е. запад. Ајде, Да. Плейновите ги прокоментирав. почни на исток плейн. Кој сакаш? Кој сакаш со Атланта да не ќе почнеш? Да, Мајами, Филаделфија. Исто многу па веројатно од плейновите таа е најаката утакмица. Од сите 4 дуели онака, Да. би рекол. Мислам дека најголема борба ќе падне таму. Добро, ти од И ги имам Мајами. ете ова е куриозитетот на денешната Ги имам Мајами епизода. на гостински терен, дека ќе отидат у Филаделфија и ќе искочат као победници. Многу големо прашање е брат Ембит, каков ќе се појави. Јас му влегов во шутевите од кога е вратен, а вратен е 5 утакмици. Да, последната не играше. Првата јас ја Пред тоа гледав не против Оклахома и мислам дека гледав уште една. Особено за првата, можам да кажам, викам, човеков, знаеш, баш сетлинг прави на пулап, на некој си пулап од Midrange, слободно да. од елбо мидрейндж тука. Викам, што знам, ајде, ќе оставам да видам и проверував. Да, не се рва баш доле. Сега дали е тоа тактички, дали е тоа Мора оваа утакмица да е 110%. да е 110, ама и треба да биде физички импозантен. Тоа Пошто зборам. прво и основно ќе има јак Тоа мечап подразбирам. со Адебајо. Јак мечап, ама пак он има предност голема. Добро, ама не Физичко. од сите играчи, дури и на исток би рекол, Адебајо му е најбоље мечап Да, на него. и знаеме од нивни мечап во плейофот не лани прехлани дека Адебајо добра работа вршеше со него. Адебајо оваа сезона, брат, ќе биде дали прва, дали втора Прва петорка, ја мислам дека прва го зборат. Слушам прва. цело време го зборат и ти викам, Конечно ќе ја правеле positionless. да, оваа сезона е без позиции, Да. што за мене се треба да биде без позиции, нема врска зашто Збориме за All NBA и All Defensive најдобра петорките. петорка во NBA во сезоната, да. И покрај тоа, ова што го зборам со Ембит повреден едно друго, ги бирам Филаделфија, брат. Мислам дека Апла немаат офанзивен На firepower хартија, Мајами. да, на хартија Мајами се кратки. Кратки се оваа сезона, значи они ќе треба Јович да дае јака партија, Келеп Мартин да дае јака партија. Го нема веќе оној ветеран лидершип на Лаури. Абе, Добро, дали Кевин прочита Лав е се фудбал, уште брат, тука. дека Скери Тери не игра. Сега ќе ти потврдам за 5, 4, 3, 2, 1. Тери Розиер е аут. брат. Аут, да, еве гледам и јас. Значи, И кој е Данкан Робинсон е Данкан аут. Робинсон е аут. Значи, дечки, овие двајци играчи се аут. Пети Милслик игра. Абе глеј, чекај Плей- малце, и на Антетокумпо му пишу аут, да не Ама се ја вратат. овие ги проверив. Тери го проверив и Данкан Нема да се облечат. не ја играа до Против последната. До последната не игра. Сам може, не знам. Дај на NBA да видиме дали има нешто А поверодостојно. ја барав на Google News, еве до саат време пред да ја снимаме. Да, што викаш, не знаеш никој ќе се облече. И на Антетокумпо му стои аут,
ама тоа и го кажа дека последните утакмици од сезоната Да. ќе ги пропушти. Сега за плей-инот Ајде како и и да за е. прва И да рунда. играат, брат, јас не знам, Филаделфија ми има повеќе концепција, има по идентитет некој има. Еве, на NBA официјалнава страна во Injury Report за Kevin Love стои Game Time Decision, за Duncan стои Game Time Decision и за Terry Rozier стои Game Time Decision. Па добро. Значи и за Embiid истото го пишува Game За Time Embiid Decision. исто. Добро. Така да според ова очекуваме да играат. Чиме Game Time Decision на најбитната утакмица од сезоната очекуваме да играат. И покрај тоа, не знам, мене Филаделфија, пак ја кажам, имаат некаков си нешто што сакаат да прават, се знае во нивната екипа, Мајами Апла ми се сега сите очекуваме Џими Батлер да подиви. Мислам, кој е тој концепт? Не да подиви, На екипата. да ги надигра со срце, буквално, Филаделфија со желба. задниве 10 утакмици решетаат. Знаеш дека се 8 победи поред, униза се. Ембит сите што ги игра, сите се 5 од 5 Интересно. и плюс уште 3 имаат добиено. Баш се во ритам. Мекси таму изгази една 50 даде. Макси изгази сега. Јас нема нели да ги коментираме овие. Од во Филаделфија повеќе ќе ми биде страф од Макси него ли од Ембит да кажам. Ембит ќе биде најимпозант би бил во таа серија. Да си Мајами ке ти е поише страф од Мекси? За Њујорк зборам, на кратко само сакав. Аха. Нема да коментираме тоа. Ама па и Мајами брат. Кој ќе го брка Макси? Ако игра Розиер, он. Розиер баш одбрана, онака почна да игра додека е у Мајами. Неколку плеови негови гледав, баш као се труди у одбрана и онака со жар, со као да го гледам Батлер, онака, Интересно. по емоциите, по движење на тело, Интересно. по говор на тело, ги брка сите играчи, која ќе изнуди турновер, се пали, Мгм. фаердапе, Не, ќе биде интересно влијае таа утакмица, во секој културата на случај. сите играчи што ќе зиграат таму и интересна утакмица и ја ги имам Мајами ради желбата и ради страста од Ембит, као што зборат сите за Бостон дека се чокери, Ембит е едно ниво над нив, според мене, малце поголем чокер и Не од можам нив. така да кажам, брат. Не можам така да кажам, човекот Мајами ги бирам ради тоа. никогаш не бил здрав. Како бе брат, не бил здрав Не, од не, не, Атланта изгубија, не ме заебај пред 3 години кога Абе, беа секојаш е здрави. бенгд ап, брат. Абе и секојаш. е, Крај брат. истиот муавет ја го имам и за Ама го знаеш тоа дека кога доаѓа плейоф, толку време прошла сезоната, толку утакмици се изиграле од играчи што го збореле тоа дека сите се banged up at this point. Не, види, друго е кога имаш Сите играат со хроничен проблем, 20%. брат. Друго е кога имаш хроничен проблем, друго е Добро, она од спаднав на почеток на- зглобот и сега ме боли Од зглобот. почеток на кариерата има Од проблем. почеток на кариера е кај него. Ја и за тоа не сум фан на искочија пак циркузанти на телевизија. Ете, на Ентони Дейвис не можеш да се ослониш, он нема да, И па сега да. што да прави да ти? Да, бе, ги изигра сите 75 утакмици има изиграно сезона. Што да прави? Не можат ништо да Го кажат. сецна грбот. се знаеше ова дека ќе дое јеботе. Крши глава да. Патем ние како веќе искусни со повреди на грб Да, на овие години. на овие години, баш ки јас сум со хроничен L5S1 Да, со да, ја повреда. кога го видов како се сецна на скокот, малце имаше пуш од позади од Пеликанс, не знам кој го му стаje рака малце, знаеш и доволно за да го измести. И ја кога го видов тоа ме здоболе мене одма кичма, Ја дечко, точно викам. знам како го осеќа он тоа. Да, па јас викам, Колку во ти наредните кажав, 2-3 дена како ќе се одвива тоа. ти кажав ја оваква повреда да искусам 3 недели нема да играм. И ја ти кажав дека јас и ти ги немаме тие третмани за Е опоравување. тоа, ја ќе се мачкам со Кантерпейна, него ќе го со средат струи, таму. со инфраред, Цак, со цак, све. ќе осредат за 2 дена, ќе направат пицикат. Кајропрактори, не знам Не, кој. добро, дадоа Хоуп таму од Лейкерс таборот, излезе и Остин Ривс Не, бе, и ќе Дарвин игра. Абе, Хем, и дека он ќе игра кажа. регардлес Он кажа, на ви све, играм по ќе игра. секоја цена. Да, да. Али за Ембит, еве, тоа што се ослања на степбекови, за него ми збори доволно. Ти со таа тежина и со таа висина премногу се ослањаш на степбекови, премногу се ослањаш на шутери. Не, добро, да не влагаме у овие наративи, кога губат стално тоа е у анализите, па еве го пуцаше. Не, значи, ајде да не влагаме тука, со тоа што, ипак,
за овој мечап конкретно, мој став, мој мислење е дека он ќе треба да погоди мидрейнџови. Иначе, Тоа му играта, рвање со окей, Адебајо 48 минути, не можеш да очекуваш дека он има и сила, и кондиција, и све. Адебајо е примерно дефанзивен играч. Да. Ово име главниот напаѓач на нив. Стрикно Ако ти се одбранен. впуштиш у таква борба 48 минути, нема да остане ништо од тебе. За да тепаат фили, Ембит ќе треба да си погоди и некој мидрейндж. Што патем си ги гаѓа. Не е тоа ништо Добро, Фили за се него. подлабоки на хартија. Бајаги, како што рековме, Мајами се оваа година најслаб состав у последниве 3-4 години. Па, Според затоа што не Мене. направиле длабок плейоф ран. И кога го направи, ја не мислевме ние во финале Ма дека го се нема длабоки. ни Макс Штрус, ни Гейб Винсент, ни Па добро, ама не знам Хајме Хакес дали нема да им дае 18, И како што да, им бе, дае убав Келеп играч, убав Мартин играч. у финалната, Управо мислам, си. у патот до финале да, лани. Хајме Хакес лани не беше убав играч. Никола Јович у задниви утакмици почнува да пркнува. И тоа е јако. Добро. И сега не знам што да кажам. Му дадоа многу минутажа и се искали. Да. Ете, 20 години има овој брат. Да, бе, 20 многу е млад. години. Многу е премлад. Ете, ајде на дугачко и на широко, ја ги бирам Фили, он ги бира Мајами, двајца да не знаеме зашто. Ете, ќе биде интересна серија. Ова де серија, Мајами, такмици. Нью-Йорк Мајами ќе биде многу јака серија. Јас се Многу плашам појака дека него нема Нью-Йорк да Фили. биде Нью-Йорк. Ај, ќе анализираме кога ќе Да. дојдат, Да. ама Нью-Йорк мечапот со Мајами го нема. Многу се мачат. Да, знам Ја дека го изгледав нема. две утакмици во Ама јака регуларна ќе биде, сезона. сега со оно Ноби со Ачива имаат големи тела и Точно. ќе им дадат отпор. Точно. Добро, И Брансон исто куче, иста сорта е као Батлер. е. Тоа ако не го заприметија драите гледачи до сега, да им го кажеме дека Брансон е иста сорта на куча као Батлер. Без разлика што можда не го покажува тоа така, ама Да, малце по-кротко куче, ама да. Не, Ако влезеш playing еден, style, да, во ќе те стилот на искине. игра е ист. да, Без разлика што не се дере, не лае, не тоа. слично. Тоа. Добро, вториот те интересира Чекај, сакав кој да ќе ги помине? кажам само на запад на драгите гледачи прогнозите, ја им ставив сториња Аха, вчера, прогнозите, ајде да. кажи. за Минесота Феникс, што рековме Феникс двајцата. Вајда. Драгите гледачи се не баш тука пата, 57% за Феникс, 49% за И Минесота. па како мене се, Не знам што да кажам, Неизвестно. Муабетов. да. Ај сега ќе дојме на таа наредната, чедам која друга ја пишавме. За плей-ин овите им постави или не? Не им постои за плейновите. Ај вечер. За Далас одговорија дека ќе стигнат до конференциско финале најмногу од гледачите. Ставив дали губат прва рунда, втора рунда, финале конференција или голема финале. 35% се за конференциско финале дека ќе стигне Далас. Ја искрено за гледаноста на овој подкаст се надевам финале на запад Денвер Далас. Да. Ќе сгазиме. Секоја Секоја епизода по 4000 прегледи 5 ќе ни има. максимумот ќе го извлечеме. Ќе го извлечеме максимумот. Да. Да. А и ова исто има вставено пред некој ден пол за кој ќе заврши на прво место. 108 гласови има Денвер, 73%, 30 Минесота, 20% и 10 гласови за Оклахома, 7%, а испадна обратното, Оклахома заврши прва Испадна обратно. со неверојатен пресврт на настаните. Ајде, имам што да кажам за Оклахома во наредна емисија епизода тоа ќе го Да, збориме, кога ќе бидат кога ќе се мечапите. формираат. Накратко, ајде, Чикаго, Атланта. Ајде, написе. Стварно не знам, Атланта. Ја ќе кажам. За гледаноста на овој подкаст, уште еден Богдановиќ да иде понатака, ќе ги одберам Атланта. Мислам дека- Трескиот ми е у такви утакмици, една утакмица, трескиот. Ја па слично како лани, мислам дека Чикаго во првата ќе помине и после ќе изгубат во втората од било кој од Они Мајами и имаат- од Они имаат 13 играч Чикаго. да, Чикаго керка му на Дерозан лани вриштењето и тие пискотници. Па со кој бе? пискотници се Ако не беше слушаат. со Атланта пак. Ја изгубија таа, она пискаше, ме ја изгубија. Таа беше втората? Една добија, Од брат. Атланта изгубија една. Изгледа втората изгубиле. Пошо, да, првата е добија, па контроверзно беше, демек, дали Со Хорнец треба да се беа. дозволува, можно е. Дали треба да се озволува као, што ти е, Да. кој, како ќе му забраниш некој да ќе се вика. претвори Поготоа на во мало тенис, онака. девојче, онака. Да. Ништо,
кој да биде тука, баш изненадување ќе биде ако поминат. Да, плей-оф. да. Мислам апсолутно. Како и да е Мајами и Фили, двете ги гледам у плей-оф, да. Ги гледаме во плей-оф. Добро, а истокот Дојде на твоето. дали дојде на моето, драги Дојде гледачи? на твоето, драгите гледачи не знаат. Може Еве, би некои знаат. Еве, ако пратат Хитчак редовно, може да знаат дека Стефан после плей-инот Во декември, да, Стефан уште во кажа. декември, Милвоки и Индијана до декември има веќе 4 изиграно, 5 изиграно и Индијана тепа 4-1 у регуларен дел. 4-1 сезонската серија, ама Со имав Милвоки. таква некаква прилика се погодија работите да гледам Да. дали Па и ги две, дали работевме, три, и и ги ги работевме, гледавме, плей-инот, нели? Да. Три утакмици In-season негде ја турнамент. видов од тие 5 и Индијана гази. Викам, слушај, ако се паднат во декември и ставаме Да видео, го кажа викам, тоа. ако се паднат Милвоки, Индијана, ги бирам Индијана по секоја цена. Кажа. Еве ќе ви го ставиме тука Сега се видеото. паѓаат, сега ги бирам Индијана, се сменија некои работи од тогаш, мора да се каже. Да. Малку од малку се смени и стилот на игра, брат, на Индијана. Ја баш побарав, викам да видам да го подкрепам тоа што окото ми го има видено. Пред трейдот со Сијакам. Они се бајаги горе по погодени тројки на утакмица, 14 погодени тројки на утакмица на 38%. Добро. Од кога доаѓа Сијакам, се 12 тројки на 36,5%. Си повлекува, сега го даваш Бади Хилд, го даваш Брус Браун кој сам по себе не е тројкаш, меѓутоа го Навлекува одбрана и ја пенетрира, вади надвор, да. Сијакам е играч кој што ета, сака малце да ја удрибла, сака да ја истапка, ќе застане на елбоу тука на слободно од страните, сака таму да ја прими, па да иде на кош. Ќе се сврти киде на Е кош. се од една страна тоа малце да речем им го менја стилот во напад, меѓутоа од друга страна он би бил одличен мечап, одличен. Колку што можеш да бидеш за Со Јанис. Да. Колку Па што на истокот најсоодветен мечап е веројатно Сијакам. меѓу на врвот, Да. на врвот, стварно. И го има искуството, има и плейоф борби со него, Да. знае како е, знае што е, Го има добиено. го има и добиено. И јас сум тука така во одбрана кога се гледа, да не речам само уверен, ама ете, ми се свиѓа тоа што го гледам. Да. Сега, една работа што сакам да ја кажаме, имаше некој наратив, па и ја тоа некако го помислив, го мислев, знаеш, од трейдот Сијакам од кога дојде као некако да падна. Не е точно. Халибуртон пропушти таму доста. Халибуртон имаше повреда од кога го твикна шпагата која ја направи на плейинот и текнува. Да, хемстринг. Хемстрингот го повредува и од тогаш не е ист. И сега слушам ја луѓе, аналитичари некој по подкасти зборат, има бајаги време во последниви утакмици како да пркнува, како да има pep in his step, како да подскокнува, Да, му се и враќа. ако е он истиот, ќе бидат Индијана во добра позиција. Ако не, ќе видиме. Мада, еве, и Милвоки не игра Јанис. Не се знае дали ќе игра првата, Милвоки ништо втората. не играат. И Имаат уште 2-3 дена до плейофот да почне. Ама Јанис рачунај таков Јанис каков што ќе дојде, ќе треба одма во тркачка кошарка. да влезе. Не знам, јас си кажам Индијана аутсайдери, ти кажи им како гласале таму, многу дискрепанца имаше. Да, Сите се за 70% се за Милвоки. 70-30 за Милвоки. И ја ти реков, тоа е така, затоа што Глеј, ја вајда... можам да ги видам Милвоки како победуваат. Ма можам фаворити се. Само ја ти кажам дека мечапот не е глеј, одговара. фаворити се. Па фаворити се, бе. На две утакмици се. По успехот, по победени утакмици. Па ете на хартија ако кажеш. Ако збориме Јанис и Лилард вака звучно, Мидлтон. Да, Мидлтон, а на другава страна се млади недокажани играчи на хартија. Меѓутоа, По стил на игра, по регуларниот идентитет, по дел не го кажува тоа дека се фаворити. Затоа што се на две утакмици. Точно. Стендингсот, Милвоки 49-33, овие. 47-35 овие. Две утакмици. Значи не ми кажува тоа дека Милвоки се фаворити, туку ми кажува дека имале Тука бе тоа е 4-5 мечап е тоа, не е 3-6. Иста сезона ми кажува дека имале и
со тоа што Милвоки во последниве утакмици баш не знаат што прават со Јанис надвор, откако дојде Риверс имаат лузинг рекорд. Да стои тоа дека лузинг рекорд имаат откако дојде Риверс. Една интересна работа за него е што е благо поправена одбраната. Овие 5 утакмици беа сите со Едриан Грифин. Пак се под 15-то место у одбрана. Милвоки. Ај баш да идам интересно, пошто ја нешто слушав. Отвори дефенсив рейтинг, Милвоки се 19 ако не се лажам. Интересна работа. Пошто сите 5 дуели што беа, беа рано, нели, и уште беа со Едриан Грифин. Да. Кога одбраната беше мизерна. Значи не лоша, него мизерна. Ајде да видиме сега, Милвоки се 19. А со овој беа 22, 23, да. Благо се поправени, во право си. Да, па технички во право е. Ништо, онда се осеќам убаво ако сум Индијана и Не, и твојот именјак Стивен А. Смит го дели твоето мислење и он вели Индијана и тоа вика и со Јанис Индијана, значи ние се правиме муабе дали ќе игра, колку ќе игра, и со Јанис вика Индијана, Лилард Стивен А. вика Лилард му се гледа дека не ќе да биде таму. Ја не знам како го видел тоа, ама Абе Стивен е маријачи, не ме поистоветој со Стивен. Не те поистоветам, те кажам дека го дели твоето мислење, гледачите го знаат Стивен, затоа го спомнам. Тоа е интересно, брат, дека Лилард не ќе да е таму. Ја гледав негово интервју, као дека не му живее фамилијата сега со него. Абе која фамилија, он се разведе? Абе добро, ама децата као не биле со него, тука бил сам, било ладно, дава изговори, си наоѓа во одговорот како е во Милвоки, разбираш, као окей, имаме тренизи, играме, ама нема многу што да се прави тука, нема фамилијата тука, као ти не го кажуваш тоа, кој ќе те прашаат како е нова екипа си сега тука, треба да онака ембрейс да направиш на целата ситуација. Тука си дојден за шампион да станеш, не можеш да кажуваш ладно е и нема што да се прави многу у Милвоки. А ради тоа, онака баш дебакал ќе биде, можда на исто рамниште ќе биде дебакал ако изгубат од Пейсърс и Бостон ако не влезу у финале. Интересно е ова што го кажа. Лилард кога одекна трейдот, готово. Цак. Да, бе, да. Прво место, фаворити. Па и нека завршеа Бостон први. Ама 3 утакмици, 4 утакмици, еве. Као ќе речеме благ фаворит. Немојме тука 15 утакмици. Оклахома со кој има? Абе Оклахома со Голден Стейт нема толку разлика. Оклахома со Голден Стейт 10-тиот има 11 утакмици, да. А овие имаат со Милвоки 15. Да. Бостон и Милвоки 15 утакмици разлика. Страшна дискрепанца на истокот. И еве, затоа што се ваква банана екипа, а требаше да бидат прв ешалон. Стварно не ми се верува како толку ниско падна. Индијана и се осеќам убаво за тој пик. И ја ќе ги одберам Индијана, нема што да правам. Зарем? Јас сум Јанис ти си европски играчи. Беливер. На тоа крило си. Да, јас сум Јанис Беливер и сакам да добија Јанис. Сакам да иде Милвоки и можам да ги видам, ти викам, ама сите шанси се против Милвоки онака. Сите од друга моментално страна, сите ствари било... се свртени према нив. У моментов како личат стварите. Колку би било педерски ако у 2 плейофа поред искачаат углавном ради Јанис повреда. Знаеш, се рваш цела сезона и вака ќе биде у плейоф, онака ќе биде, доаѓа плейоф и првиот играч се повредил. Лани ради тоа стварно неферски е онака. А ако ќе збориш, никој не го става тоа у предвид, знаеш. Па Јани се сега добро се повреди, ама играше 3-4 утакмици, пак си ги добија. Знаеш, глуп наративот е заебана работа у пичко мате. И таму се створи ривалство едно и со топката, знаеме кај е топката. Да. Има жар меѓу тие две екипи многу и ова има на двете страни. Топката, брат, само по себе и така, они уште на терен се лакта, влага фаца у фаца, па имавме видео за тоа. За врат. Го лупна од овако. За врат фаќање го лупна од земја, овој Имаше ситуации. Имаше ситуации.
И сега го имаат пат бев да речеме едно куче у одбрана што го нема за тие. Што ти не го поштуваш. Не го поштува. И затоа така го кажувам куче у одбрана. Еве, ајде нека кажат драгите гледачи со ова наше излагање дали малце процентите ги подизравнивме. Ја ќе ставам 51 за Индијана, 49 за Милвоки. Значи ти До дојде тука ќе дојдам. пола, да. Добро. Slightly. Интересно. Остајме, молим те сега да имам. Али сакам у 7 да иде. Ето. Ако отиде у 7 Милвоки тепа, брат. Мислиш? Ако отиде у 7. Тоа треба да биде Индијана у 6. Да, дома би играле. Или Јанис, Индијана у 5 како што на беше у карактер. сезоната. Остајме сега. Значи, Ајде. цугни ако сакаш и наточи. Ќе цугнам и ќе наточам. Ја да кажам што имам да Подиумот е кажам. твој. Подиумот е мој. За Кливленд најлузерската екипа во лигата моментално. Вака, дечки. Ова се врзува на моветот од преска за Лейкерс со кој сакаш, со кој не кеш. Со кој сакаш, кој не Повели. кеш. Последна утакмица на сезоната, Кливленд има шанса да потенцијално дојде до второ место на исток. Да, второ, со порас на Њујорк пораз на и на Њујорк Милвоки, да идат они. и нивна победа. Милвоки веќе губеше бај и не знаеа што прават со Орландо они. Да. Веќе губеше бај и Кливленд игра со Шарлот и си ги тамани. Да. И доаѓа четврта четвртина и ја вадат цела екипа, ставаат последни играчи од клупа, четворица не ги непознати знаеме играчи дека играат у лигата, да. и од 10 разлика за нив, 8 до 10, 13 бе, четврта четвртина 13 разлика вода. Да. На крај ја губат од Шарлот за да го избегнат второто место, да не играат со плей-ин екипа како што е Фили, Мајами и како Фили. што е Мајами, него ли да играат, падна они на крај четврти, за да играат со Орландо. Свака Тука час може да завршат втори, трети или четврти Кливленд и го они одбереа тоа. намерно падна, кога секоја екипа сака, абе, да имаме home court advantage и у Да. втора рунда и овако, они намерно падна за да кажат дека еве ние поминавме прво коло поминавме. Они се плашеа, Да. што викаат на подкасти, му кажеш на Мичел дека не веруваш во него како главен играч, дека не може ни рунда да ти помине. А сака да остане. Како ќе остане тој играч таму у ваква лузерска екипа? Добро, не ни играа Мичел и Гарланд на утакмицата. Тоа е плюс. Плюс е ова. Тоа е одлука цела на менаџментот. Цела Као одлука целиот е тоа. менаџмент има лузерски менталитет. Менталитет. Ова екип и сега да речеме еве дека ќе поминат со Орландо. Наместени се на бракетот, на костурот се Со наместени, Бостон. второ коло да играат со Бостон, кај што теорија нема да помине. 4-0. И успешна сезона ли ќе биде тоа? Што ќе биде? Еве, веројатно имаат во договорите некои инсентивс за втора рунда бонусче, некое, кафана може да имаат, не знам што имаат ако поминат прва рунда. Не, И да, веројатно- да не те сматраат, драиве гледачи, дека сериозно збориш се заебава, мислам, играчите играат да победат. Аби Ова играчите- е франшизата, брат, не заебавај. Пошто ти ако ги пуштиш играчите, ја против тебе, ако ме напуниш со 4-5 коша Добро, поред, да. и јас сакам бе да ти дам 4-5 поред, што ме правиш будала пред Да, публика. за тоа си управо, да. Ова е, франшизата е таква лузерска франшиза, еве, ќе играат сега со Орландо, Чим правиш калкулации, као франшиза, тука да не се паднам со Мајами или Фили, да. танкање е скроз друго. Значи, тоа е слаба екипа. Слаба екипа ќе правиме ние уште послаби за да ресет да направиме. Ама ти си плейоф екипа, се бориш за што погоре да играш и одбегнуваш екипи, губам намерно за да одбегнам екипа. Иди утепај се. Да. Што Њујорк не го направија. Што Њујорк патем, еве, ја фан сум на Њујорк, ама Тибодос, ако му ја слушнете пресконференцијата, не знам ти дали му Не ја ја слушна, слушнав, шо го ви? прашуваат, абе, деме како на крајете видовте Со Орландо стендинг, изгуби да. едно друго. Не ме занима другите што прават. Искачам на вакво играме да тепаме. Они Правиот менталитет. регуларно шут за победа геврече, Да, бе, да. у продолжението веќе се продолжение. знаеше све, кој тепал, кој изгубил, он ги гори сите, Ди Винчензо ги изигра сите, 53 минути игра. 53 минути игра, 48 плюс 5 игра. До крај да се изигра, да се тепа утакмицата. И за тоа, драги гледачи, ја кажав у видео, у последново видео, навиваме за Орландо сега, Апсолутно навиваме за Орландо да против ги Кливленд. почисти и да видиме. Најлешперска екипа у лигата ми е Кливленд. Тоа ќе биде брука, губевме за да ги
За да се Да. паднеме со Орландо, се и Орландо изгубивме, значи ние сме најслаба екипа од Као овиот плейофот. Нец. Као Нец. Како Нец. Со Пол Пирс и со Гарнет. Го кажавме пред некоја епизода, 2-7 со Торонто. губеа за да се паднат со Торонто, со млади Лаури Со и Дерозан. Лаури Дерозан и 2 извлекоа жива глава. Ама ако сега Кливленд Да изгубат, не биде и тоа вака. автоматски ќе испадне дека Кливленд од плейоф најслабата екипите се екипа. најслаби, Да. најслаба екипа. И тогаш нека си го стават прстот и нека прашаат што Па ќе мене прават. ме зачуди реално нивниот регуларен успех како издржаа толку високо, брат, на табелата. Реално ме зачуди. Па тоа ти кажувам, брат, играчите играат. Ти има они 5-16 победи поред има, колку има таму? Да, Мичел кога Да не влегува во фрлам се од серија, ракав. без Гарланд со Мичел има некој преку 10 има победи. 16 ли беше? 5-16 такмици, брат, не е заебанција. Ти се уместо да речеш, окей, имаме тука нешто ние, идеме јако плейофов, па ќе видиме како ќе го надоградиме Ама тоа. они можат стварно да бидат сериозна екипа, бе, брат. Имаат комплетен состав. И со Штрус ја попунија Они со тројката. двајцата високи не може да играат у екипа. Значи тоа е еден Ама од нив ќе Мобли треба е да се стреч трейда. четврка. Мобли знае да шутне, брат. Ама знае дистанца да шутне. Стреч четворка ми збориш за дугачка двојка да шутне или тројка? Дугачка двојка, тројка не знам, не шутира ни тројка. тоа ни еден играч од таму според мене треба да си Од оди високите? од високите. Од друга страна Добро, па и ниски, Джерет Ален е двајца се меѓу многу подобрите ниски. дефанзивни, Джерет Ален е меѓу подобрите Точно. дефанзивни Ама центри не, у не игра, лигата. со топка не знаат да играат. Не Тоа е знам. работата. Добро, ама као Руди го бере другиот не некој. може да е тапне. Не може да имаш двајца играчи што не може да е Добро, тапна. Мобли не е до толку. Жими све ти кажам. Мобли е многу посолиден од Ален и од Гобер, брат, со топка. Абе брат, сега многу посолиден. Не знам како да ти кажам, за да се ослонам на него да ми биде он go-to играч, апсолутно не. Добро, они не ни мора да ги играат двајцата у исто време на терен. На крај краја. Ама Ама ли од друга страна Гарланд и Мичел се двајцата 185 и двајцата ниски им се многу ниски од брамбено, двајца високи им се многу во напад неупотребливи. Освен лобови, освен добро, Штрус Кик-аут. прави некој баланс и Прави. Левер прави некој баланс и Левер, добро. За мене таа екипа некој треба да се спакува, да се подобро да дојде некој Да се донесе ново парче, покомпатибилен играч. Ама ти како екипа мора да бидеш, ајде сега идеме јако, овој плейоф па ќе видиме што ни фали, како што ја викам за Пеликанс. Веќе кога си у плейоф. Мене ми се свиѓа примерите менталитетот на Чикаго, иако они беа надвор од плей-ин добар дел од сезоната. И загриза јако, Лавин излезе скроз, се Исто кажа ќе дека продолжија е да играат. се кажа дека е надвор за сезоната, они продолжија јако да гризат и еве ги поштувам, стигнаа до 10-9 место и они ете и у последен ден од сезоната нема за што да играат, идат у овертајм со Никси, гризат по секоја цена да добијат, така да Девето, менталитетот е пред се, треба да ти е прав. Некоја ствар тука изделив јас. Е сега за Кливленд Орландо, исто Да. драгите гледачи имаат многу ги фаворизирале Кливленд и ја ќе типувам Орландо у 7 за таа серија, а гледачите велат 67% за Кливленд, 39% за Меджик. 111 со 72 гласа. Али тука во гласовите на Меджик, сега да не ме сватат погрешно вие што гласале за Кевс, ама во гласовите за Меджик гледам добри познавачи на кошарката, што ја лично ги познавам. Во гласовите за Кев. За Меджик. За Magic. Да. Okay. Гледај една работа што ќе ти кажам. Напаѓачки. Ова за Кливленд не е добар. Орландо има трета одбрана Мечап. у сезоната. Има трета одбрана, ја би рекол тоа е 2,5. Со Бостон се на 0,2 поена по 100 поседи. Тоа е Значи на второ место. втор напад, втора малте Б. не. Втора Втора одбрана, одбрана. малте не. И, кога ќе видиш овие играчи како Гарланд и како Мичел, дека ќе Джейлен Сакс ќе го брка, дека Гери Херис кој е пак окей да кажеме во одбрана може да се носи, тоа ќе биде suffocating defense. Да. Ќе да. биде угушувачки и од друга страна кога Орландо напаѓа многу се поголеми напаѓачки. Франц Вагнер е големо тело, Банкеро е големо тело. Високиве на Кливленд двајца не можат нив да ги чуваат. И, сега. И тука нема кој Зашто нив мислам да ги дека ќе чува. биде ова добра серија? Добра, тесна. Затоа што тактиката на Кливленд
и поред тоа што маливе Мичел и Гарланд во Абе, одбрана. Мичел може секоја екипа да напуни. И ја мислам дека пак он ќе има 40. Не, добро, за дефанзивно зборам. За дефанзивно. И поред тоа што им се големи Орландо, нивната тактика е што правиме како Инка. Англиски има добар збор, фанелинг. Да, го насочуваш. Све го насочуваш према високиве. Да. Разбираш? Тоа што не им оди во прилог на Орландо е што нема да можат да го стречаат теренот. Они се дали последни, што имам запишано тука барав. Немаат шутери, да. Орландо никаков шут. Последни во лигата во мејт тројки. Во мејт тројки. И ја гледам, ја пуштам табелата мечапот не им иде у прилог, на дадени тројки. Викам, дај да видам кои се доле. Ако си меѓу долните од 20 до 30 место, си екипи што имаш точно причина зашто си. Пример, Филаделфија со Ембит, Лейкерс со Леброн и со овој, Дейвис, Денвер со Јокич и со целата таа со мидрейнџови Маре игра и слично, Гордон со цепелините и Феникс кои се мидрейндж машина. Тие се 4 екипи што се доле. Ја Феникс ќе кажев дека треба да се високо на табелата за тројки, брат. Брат, само овој дава. Константно. Ален, само Гордон, Ален. Букер, па и Букер е мидрейндж поише него тројка. Иначе, другите екипи што се од 20 до 30 место, ако не даваш тројки, си или Детройт, или Вашингтон, или банана екипа. Што сам да кажам, тројката е премногу битна, а они се последни, не се лоши, него се последни. Како ова ќе се манифестира во плейоф серија со Кливленд, еве ќе видиме. Ке игра поише Джо Инглс. Па ќе игра повеќе Джо Инглс и ќе се надеваат да Кол Ентони има добра серија, шутерска, да Франц Вагнер погоди нешто, да не знам. Затоа што вака како што Они се се работите, сите, цела екипа се ефорт екипа. Цела екипа се ефорт и одбрана. Да. Одбрана, дечки се пренесува од утакмица на утакмица. Знаете дека сте, ако сте трета или втора одбрана во лигата, може да рачунате на тоа и во плейофот без разлика на мечапот. Одбрана е тоа, пола е филозофија, пола е мечап, пола е не знам што, ама овие имаат големи момци, јаки, имаат луѓе што бркаат и тимската филозофија одбранбено име на ниво. Значи, јас знам дека они ќе се носат со Кливленд одбранбено, дека тоа ќе биде low scoring утакмица. Ама дали во напад ќе успеат да дадат толку повеќе него што ќе примат. Да, разберам. И за оваа серија исто сум 49-57, меѓутоа со тешко срце мислам да ќе кажам Кливленд 57. А навивам 100% за Орландо. Ама еве ова што го кажав, не знам. Да, Мичел е офанзивен суперстар во лигава и нема на страната на Орландо ни некој ни две класи подоле нема што ќе даде Банкеро си ги дава, ама low percentage, брат. Не е, како да кажам, на висок волумен е. Знаеш, ќе дое до бројките, ама не е баш Не е тоа. efficient. Не е тоа. Не може поентерски он да носи екипа. Иначе да, Као ова ми е Мичел. запишано тука за нив. Орландо ја бранат убаво тројката. Значи не дозволуваат тројки. Ова ќе биде буквално ќе биде битка на мидрейнџот. И од едната и од другата страна. Рововска битка ќе биде буквално во секоја смисла. Еве ти, ја бранат убаво тројката, дозволуваат мидрейндж А шутери. Кливленд се шутерска екипа. Па се, ама ако им го скратам, да не ме пунат од тројка, да ме пунат под внатре, вајде се надевам дека ќе се носиме. Јас сум 55 за Орландо. Дај Боже. Дај Прочитав од лани, например, на ниво на цела лига, процентот на тројки во споредба со двојки е качен, например, во однос на вкупни шутеви. На ниво на цела Така, лига, така. лани било 38%, Така. 38% од вкупните шутеви биле тројки, оваа година 47% од вкупните шутеви се Така. тројки. Све повеќе лигата цели и целата филозофија и успешноста за 3 поени е исто зголемена од лани, скоро за цел процент. На ниво на цела лига тоа е многу голем чекор напред. Се повеќе математички, како беше, ако шутнам повеќе тројки, имам повеќе шанса за повеќе коши да постигнам и проста на овој математика. процент на кој шутира На овој, просечниот да, NBA играч, да, апсолутно. 38% е Просекот е сега 38%. или Не. 37.
не качен е за 0,6 или 0,7 е качен процентот од 36,6 на 37,5 нешто така или 30, нешто. Не бе, ја знам порано брат. Ако шутираш 40%, ти си 37. шутериште. Да. Гени. Сега 40% има играчи, играчи. Еве Грейсон што Ален шутираат. го спомнавме, 46% ја води лигата оваа сезон. И дечкото е на висок Ја волјум, заклучи. И се решета потпиша и потпиша 70 милионче. нов договор. Да. Што ја мислам дека Феникс поминаа добро. Малце троот поќе пари се малце нека. Феникс поминаа добро брат. Ќе си отидеш у друга екипа, ладно ќе си ги земеше тие пари. Добро. Феникс мора да ги дадат овие пари. Апсолутно. Не бе брат, 46% на висок, он има скоро по 8 тројки негде на утакмица фрла. Да, решет. 46%. Премногу е. И киде у тој тренд у таа насока и у наредните години очекувам. Дека само ќе се зголемува тоа. Па сега ќе се зголемува. Не би Не мислам може многу до кај повеќе да од се ова. зголемува, ама Тука. тоа е правецот. Што знам. Добро, остана ли уште некоја екипа тука? Мислам да ги кажавме двојките сите, да. Да. Добро, еве, и драгите гледачи нека го дадат своето мислење во коментарите. Пишаа драгите гледачи во коментар на YouTube за игрицата Ал Херингтон и Хидо Туркоглу. Ја ти го дам на тебе Ал Херингтон, пуце прв, па после кидам ја за Туркоглу. Ајде вака. Зашто За ги Херингтон- тргнале стендингзот? Па ти кажав ги тргнале на апликација Ајде, Стендинг. на NBA ќе гледам, на лаптоп ќе гледам. 2, 4, 6, 7 екипи. 7 екипи? 4, 6, 7. Да. Ај идеме со тоа што го знам прво. Ајде. Исток, Нью Йорк, Точно. Индијана, Точно. Орландо. Точно. Добро. Чекај, ќе го паузирам истокот се за момент. Идеме Денвер, Точно. идеме Голден Стейт, сигурно. Точно. Ал Херингтон. 5 екипи, уште 2 ми фалат. Уште 2. Ал Бакет, Шарлот со Джейсон Ричардсон и со Стивен Джексон. Па Голден Стейт е таа. Не бе, ако идат двајцата у Шарлот, мислев Шарлот. Не. Чек. Не иде у Шарлот. Избрза. Чека, овие никој не се од тука. Од подобрите негови индивидуални сезони оста. треба да кажеш. Глеј, на истокот ми останаа екипи само од типот на Имаш 2 сезони јаки негови у екипа на исток. една е исток, една е запад. Не, двете се исток. Двете се исток. Али едната е особено јака. Па Вашингтон и Милвоки. Не. Не знам. Вашингтон ја погоди, таа му е послабата, ама Атланта, брат. Не ми текну. Атланта не те текнува Ал Херингтон. Стварно не ми е ни у глава. 2004-5 Атланта има 17,5 поени, 2005-6 има 18,6. Атланта се 2004-5. Па се Атланта 14. се е со Джош Чилдрес, со Джош Смит, таа екипа е ова. Како не? Ај кажи која година, ќе ти кажам на табела. 2004-5, еве ќе ја видам сега табелата. Брат, Атланта се последни 13 и 13-6. 6. Не ми текнува, драги гледачи, на вакви екипи, не ме прашувајте за вакви екипи. 2005-6, А Вашингтон е при крај на кариера, на При тоа крај ми на кариера, текна. да. Вашингтон е при крај, Атланта стварно не ми беше у глава. Еве, Добро. екипицава на Атланта, тогаш е, од тука почнува да идат нагоре. Джо Джонсон игра у таа екипа, Джош Смит, ти го кажав, Джош Чилдрес, ти го кажав. Тие се, Тайрон Лу за Запачулија. Не интерес. Овие што имаат играно Марвин во Вилијамс. Голден Стейт и во, Да, ги имаш сите. не знам, и во Денвер, све се Вашингтон интересни играчи. Вашингтон на крај последната сезона, 34 утакмици. Да. Орландо, како го кажа, брат, 10 утакмици има Орландо. Не знам бе, у црн дрес е, брат. Црно со плаво, Па Орландо. пред Вашингтон е уствари у Орландо 10 утакмици. И тогаш најверојатно бил Двајт Хауард 2011-12 сезона негде. 12-13. Па ете, и ги гледав Орландо, затоа сум налетал некако дека. Добро, ајде, на тебе е Туркоглу. Колку има малце да нема екипи? 4, 5, 6. 6? Да. Немал малце. Хидо Туркоглу.
Орландо. Торонто. Феникс. Добро. И Клиперс, знам. Добро. Феникс го знаеш и Торонто, а не ја знаеш екипа, а сега што не ти текнува. Ова, драги гледачи, на прегласување ќе иде. Абе... За се мисли за оваа екипа, а ги кажа Феникс од 25, Торонто со Абе, 70. па Феникс и Торонто го потпишува јакиот договор. У Торонто имаме видео, за тоа ми текна. За Хидо, за играчи што не ги памтите у овие дресови. Што изгледаат и текнува на тоа видео. Таму ги имаме и Туркоглу. Па, добро. Не, чекај, дај да ги видам екипите, ќе ми текне. Кај да гледам стендингс? Дај отвори ми стендингс. Бруклин Нетс? Нема играно Бруклин Нетс? На запад се Кој двете. играше бе у Бруклин Нетс? На запад. Таков кон него еден? Джо Херис. Ај, не бе, оној бе. Мирза Телетовиќ го помешав со Хидо Туркоглу. Абе, ајде кажи од западот екипата. Еве бе, не сега да дупи, отворам, чекај. Еве ги запад. Добро бе, Кингс. Сакраменто. Млади Туркоглу, па не ми текна. Прво од Орландо почнав, а пред Орландо е Кингс. Уште една екипа на запад. Да. Тешка е оваа. Ја оваа пример не би ми текнал. Чекај. Ако ми ја кажеш, ќе ти речам може да, ама не. Не, и не знам кој да кажам. Не е Лейкерс. Не е Warriors. Дали? Шо бе дали? Дали не е? Па не е. Не е ни Blazers, не е ни Jazz. Се мислам меѓу Dallas и Rockets некако. Дали е меѓу тие? Ова е најбоље за шо и да кажа. Не, добро. Прашуваш само. Ајде ќе кажам Rockets. Не. Не бе, брат, не се Сан Антонио, не се Сан гаѓа. Антонио. Не се гаѓа, мада ја и Добро. Феникс не сум Ти сигурен кажа дали Феникс ќе зашо ги победе. знам ради видеото што ги имаме правено пред година ден. Па и у Торонто и у Феникс го кажуваме. Да. Он иде од Орландо си иде у Торонто, доаѓа Картер. Од Торонто иде у Феникс за Мерион. Мерион од Феникс иде у Торонто. И после од Феникс пак иде у Орландо за Картер. 2 пати. Драги гледачи, мене ако ме прашате за Се враќа. од мал, ќе ви кажам ситуација точно што било, кај било и коментаторот како ја искоментирал. Ама видео какво сме правили у последниве 3 години, нема шанси. Веќе ми детериорира памтењето со спиење и со се. И веќе сум, што би рекле старите, излапен веќе. Али добро, многу јако ја испукавме ова за плейнот и за predictions, кажете ни вие што мислите и ќе биде лудо. Не, појма немаме, ништо не се знае, во ниедна серија. Фала ви за поддршката и заинтересираноста за да го гледате овој подкаст. Пишувавте која ќе биде епизодата, Една скокнавме, пошто не се знаеше ништо како ќе заврши. Да, чекавме вака да дое на нешто, да има што да коментираме. No. Се уваме со следна епизода, која ќе има почесто сега ќе за се плейофот. формираат, кои се формираат сите двојки у плейоф и за плейоф планираме, здраве Боже, Пократки. да идеме почесто, пократки, после секој мечап, после секој ден изигран. Да. Така да се гледаме и не знаеме дали ќе го исполниме тоа барање за watch party. Има у недела, пример, ако има нешто да се уклопиме. Тешко е лайф. технички, дечки. Да. Технички, ја би сакал, ама стално на лайф нешто не работи. Нема аудио, видеото сецка, не знам што, од тие разлози. Иначе ја би сакал. Ама Ајде ќе се потрудиме понатака у плейофот, подлабоко у плейофот. здравје ли не обеќаме. Да, може да се некој гостин ќе ви изненадиме. Peace out. Peace out.